И годинава се случи традиционалниот црно-бел хуманитарен бал. Оваа година во знакот на пријателството на Македонија со кралството на Белгија, земјата на чоколадите и вафлите, земја која е политички центар на Европа, земја со извонредна историја и многу славни личности. Па за мене беше логично да се слави пријателството со Белгија, затоа што Брисел е најголемиот европски центар за лобирање, а во мојот профил лобирањето е веќе секојдневие, така да верувам дека и присутните хуманисти, членови на Лајонс клубовите и они кои што не се не поддржуваат нас, се чувствуваат пријатно и во однос на изборот и во однос на понудената програма. Лајонсите обитола Македонија и ширум светот. Црно-белата ноќ е обоја во боите на пријателството и филантропијата, дарувањето и донирањето. Бидејќи ова е хуманитарен бал, значи средствата собрани од овој настан се донираат. Неки ги донираме конкретно и набавувајќи од еден материјал, односно спортско-рекреативна програма. Да подсетам, во нашиот град, во рамките на објектот Центар за социјални грижи, се наоѓа една малечка спортска сала. Со спортската сала управуваат Сдруженијето на слепи, Сдруженијето на глуви и Сдруженијето на лица со посебни потврди или телесна попреченост. Ние одлучивме да донираме спортско-рекреативна опрема која што ги им користи на тие посетители на целната група со која што ние сме посветени секојдневно. За гостите на балот вистинска реткост беше во преполната агенда на првиот човек на Лајонсите во светот да биде заедно со нив на балот во Битола. Таа вистина Битола е најубавиот град. Имат убави планини, убави луѓе. Местото е многу убаво за да се биде тука. Вечерва е специјална вечер за сите нас. Убаво се забавуваме, прославуваме и мило ми е што сум тука. Вечерва ми се чини дека е најдобар бал до сега што е одржан и се надам дека и понатака се подобро и подобро ќе биде. Мотивациони бар, овој бал, што повеќе луѓе да дојдат, да бидат членови, да бидат хумани и да допринесе нешто во општество наше. Може би од овие 7 сум 6 пати тука. Минатата година бев гувернер. Оваа година сум пас гувернер, ама тоа не е битно. Ние сите во Битола се чувствуваме убаво, затоа што го славиме служењето. И ние лајонсите се дружиме и служиме. И гледате колку сме ние убаво и компактно друштво. Ова се сите добри и хумани луѓе. Да, ако земиме во проценти, Битола има негде 25% од цела Македонија членови. Поточно, ако има, сега имаме нов клуб од вчера, 850 членови, во Битола се околу 170 членови или така некако. Многу е важно дека денес на кабинетот примивме уште 20 млади луѓе, леовци, што значи сега во цела Македонија, во цел дистрикт имаме 250 млади членови. Замислите каква е таа сила 250 млади луѓе да имате во вашиот дистрикт. Овие луѓе со текот на времето, учејќи од нас и ние од нив, ќе станат навистина примерни граѓани, прави лајони кои сакат да помагаат, кои сакат да учат и да бидат понатамошни лидери наши. Беа промовирани новите членови, доделени специјални признанија, а го објавија и изборот на почесен член на овој клуб.